царството Твое и да биде волјата Твоја и не поведи во искушение, избави не од лукаваго. Твое царство, сила и слава, како на небо, така на земја. Левот насушен, дај ни го денес и прости ни ги долговите. Исусе Христосе, ние сме Твоите, што Ти не возлюби и не остави. Да му одам пругоре, Христе Боже, кај Тебе, таму одам пругоре. Христе Боже, кај Тебе. Каде одам е добро прашање. И по кој пат одам, ги имаме тие стихови. Тесен е патот што води кон животот. Што води кон животот и малкумина ги наоѓаат. Тесна е патеката, патот го наоѓаат. Широк е патот што води кон пропаст. И мнозина минуваат низ него. Многумина. По кој пат одам, и ние го пееме таа песна, слезе во духот, таму одам пругоре, Христе Боже, кај Тебе. Што значи да одиш по Христос? Да бидеш во Христос, да веруваш во Христос, да бидеш крстен во дух. Што значи тоа? Тоа е важен момент. Зошто инаку би имало поделба на христијанското тело? Ако Исус вели дека е една црквата, зошто се луѓето поделени? И тоа го има добро објаснето. На Мојсеевиот стол седнаа фарисеи, садукеи. Тие говората не извршуваат. Пазете, говората не извршуваат, тие ги проучуваат писмата, словото. Мислите, вели Исус, ќе ви дадат живот вечен. Писмото не дава живот вечен. Но не доаѓате кај мене. Ете, тоа е суштината, како да дојдеш кај Него. Како да дојдеш кај Него, и ние тосму тоа го зборуваме, таа практична суштина на христијанството. Ти одат во црква, не одат кај Исус. Одат во заедница, учат доктрини, деноминации, се занимаваат со обредно христијанство. Како да дојдеш кај Исуса, вистински кога ќе го повикаш, кој ќе го повика? Кој ќе го повика моето име, вели Исус, ќе биде спасен. Но како да го повикаш, исто тоа е прашање. Па го имаме тоа, викаш со сел глас, со сето свое срце, со сиот свој разум, со сета своја душа. Треба да повикаш: Господе Исусе Христе, дојди во мојот живот, помогни ми, не можам самиот. Имам неколку такви случаи кога повикале во таков момент, Исус доаѓа и им помага. Како се застанува и како да останеш во тоа, тоа е друго прашање. Како Исус вистински да живее во тебе. Не декларативно. Знаете, не е дадена таа слика, сцена, приказна, блудниот син се враќа кај таткото. Го потрошил сиот имот, паѓа на колена. Кај таткото се враќа, не кај Господ, кај таткото. Татко небесен, Исус го именуваше со татко. Оче, оче, тоа е друга категорија. Ако јас знам дека имам татко на небесата, јас му велам: татко, зашто ми се случува ова? Тој затоа ми го даде Исус, да знам како да постапувам. Кога не знам како да постапам, веднаш помислувам на Исус и го прашувам: Исусе, како или како постапуваше Исус? И кога ќе почнете постојано да бидете во заедништво, ќе останувате во неговите слова, во ситуациите кои ќе ви ги дава со блиските и далечните, во односот со телесните луѓе. Дали вие враќате на се со љубов, дали се правите со љубов, дали се правите за слава Негова или за себе, дали собирате богатство на земјата или на небесата.
се важни одредници. Исусе, дојди во моето срце, а потоа се важните тие елементи кои се важни за да дојдеш до него, да се покаеш за себе и гревовите на твоите предци, да се покајат, да ги исцелам. Со очите не гледаат, со ушите не слушаат, да се покајат со срцето да разбереш. Да се покајат, да ги исцелам. Се покајувам за секој грев. Господе Исусе Христе, се покајувам за гревовите на моите предци. Мораш вистински да се покаеш. Вистински да се покајуваш. А потоа да им простиш на сите. И ке ни рече, како да му простам јас сега нему, знаете. И продолжува по стариот начин на живот. Ти бараш тебе да ти се прости. А ти не простуваш. Бараш Господ тебе да ти прости, Таткото небесен. Значи, зборуваме за дете и татко. Ке бараш сила, дај ми сила, Господе Исусе Христе, да му простам на овој човек. Ти помогни ми, да го љубам овој човек. Ја избирам љубовта, избирам да простам и да не осудуваш, за да не бидеш осуден. Простете и ке ви биде простено. Кога ти простуваш било кому, ти си простуваш себе си, бидејќи и тебе ти се простува. Кога не осудуваш, он е судијата. Не осудуваш никого. Се покајувам за секој грев, простувам, не осудувам. Те поканувам да дојдеш во моето срце. Покажи ми ја твојата волја. И тоа е исто така тешко, луѓето не го разбираат. Да ја живееш неговата волја, не твојата. Ти праќа некои луѓе. А ти треба да останеш во љубовта, да ја употребиш. Ви давам власт да газите на змии и на скорпии. Се разбира, ти немаш власт ако си надвор од Исус. Може да се поместат состојбите по вера, да има отчитување. Кога ти дава тој власт, ти и Исус сте во еден дух, едно тело. Едно тело. Ти имаш власт да газиш на змии и на скорпии. И тогаш ти ја исполнуваш не твојата волја, неговата волја. Исус вели, јас не извршив ниту едно дело од себе. Ни еден збор не кажа од себе. Духот на нашиот Отец ги врши делото. Тоа треба да го научиш и ти. Тоа е христијанство. А луѓето од себе зборуваат и мислат дека се христијани. И они мисли, ги цитираат словата, ги проучуваат словата. Фарисеи и садукеи го знаат писмото, но словото без дух го немаат. Духот Исусов не доаѓаат кај него, е мртво и тоа убива. Само духот оживотворува, затоа го убија Исуса. Го распна и постојано сакаат да го убијат. Тоа е целата суштина. И тие мисловно се застанати пред Бог. Тој го замислува негде таму, некаде. Во умот. Не, со срцето треба. Исусе, вистински да застанеш, татко. Тој е тука, тој е се присутен. Тој те гледа, тој живее во твоето срце. Освен ако си недостоен. Вчера имавме некоја жена. Се јавила, ме нашла. Незината внука гледа демони духови. За да се случи тоа, сигурно е направен некој греф. Има стравови, одела на едно место, на друго место, кај попот, кај овој, кај оној, разни глупости. Се помоливме и кажав за друг случај, исто имавме случај. Детето гледаше во Германија присуство на демони, на духови, како да ги кажеш, на духовниот свет во собата и беше во шок. Се помоливме од една молитва, таа се оправи, но таа има верба. Сега се помолив со бабата на детето и реков на мајката кажете, ако сака. Не се јавија. Дете, тука е тој чекор, кога ти треба да исчекориш. Но им дадов молитвите. Мојот братучет овде, во Мавровската Агора, е како да се молам, ми вели на тој Господ. Знаете, првен те нервира, а потоа земав на телефонот, му снимив молитва и ме пуштив. По интернет. И потоа ја видов дека е добра, па ја пуштив на YouTube и гледам ја слушале. Еден мој сотрудник, пријател, имаше COVID. Ова е, значи, како некој ќе те поттикне
и треба да действуваш во љубов. И вели, еј, кога ме фати криза, ја повторував таа твојата молитва. Не е таа моја, таа во духот. Многу ми олеснуваше. Видете какво има движење во духот. И снимив 5-6 молитви. И им ја дадов молитвата. Значи, не знам дали ќе се јави мајката. Ако се јави мајката, симптомот ќе исчезне. Ако се покае за гревот и за гревовите на своите предци, ако им прости на сите од срце и никого не осудува и ја прифати Божјата волја. И почне да слагослави Исус не разни други, насликани, извикани, не знам како да ги наречам, богородично христијанство, слуги кои биле слуги, може би биле, не знам, од дух или во тело или без тело, кој ќе почне да повикува, кој ќе го повика. Моето име, вели Исус, не било кое име. И те разбереш дека имаш татко на небесата. И сега дојдовме кај овие. Значи го цитираат словото, а немаат застанато пред Бог. Тоа застанување е важно. Вика, молитвата е разговор со Бог. Ово сум го зборувал еднаш, па ќе го кажам, погрешна доктрина. Не е разговор. Разговор е кога ќе станеш пријател Божји. Молитвата на почетокот е возвраќање, востанување на изгубениот однос. Татко на небесата и дете на земјата. Значи, ние мораме да зборуваме за понизност, покорност, покајување, да разбереш дека не можеш самиот. Без мене не можете да направите ништо, вели Исус. Но со мене, со Исус, со ова слово во срцето, не во умот, можете да направите се. Сакам да го направам тоа се со тебе. Кој верува во мене, Исус, што значи да веруваш? Трчаш по доктор и одиш таму, примаш вакцини и не знам што. Се плашиш, носиш маски, христијанин. Кој верува во мене, делата што ги вршам јас, вели Исус, и тој ќе ги врши. Зашто јас си одам кај својот Отец. Знаете, има дух на овој свет. Како може да се случува, пак ќе дојдеме. Друг случај имам, жената има неколку болести, автоимуни, епилепсии, ослепува. И сега еден монах на телефон. И тој рекол, силна си, пазете сега. Зашто си силна, затоа си болна. И бидејќи била болна, ќе влезела во Царството Божјо. О, неразбрани галатјани, не е така. Ако е таа силна, нема да се јавува и да бара помош, да ја донесе духот кај нас. Исусов. Силен е само оној кога Исус му живее во срцето. Кога сум слаб, тогаш сум силен. Знаете, ако го имаш Исус во срцето, таа го нема, бара помош од други. Кога го имаш Исус во срцето, ти не бараш помош од луѓе. Второ, болеста не мораме да ја носиме. Таа е само аларм на гревот, материализација. За да дојдеш до Исус. Он ги зеде нашите немоки, болести, болки и страдање, на крстот ги закова. Ако го примиш Исус во срцето, ќе исчезнат сите болки, болести и страдања и демони ќе излезат. И видете сега какви состојби имаме. Но луѓето се непостојани. Големата црква ќе поднесе голема одговорност за вавилонството, за идолопоклонството, за египетството, врските со светот, за богатство на земјата, за тоа што проповеда богородично христијанство и идолопоклонство. Деца, пазете се од идолите, наместо да го слават Исуса. Интересно слушна вчера. Од еден слуга дава пример Лоренс Новосел. Не можам да кажам дека во истиот дух сме ние. Без разлика. Тоа што тој го зборува, го добивам во слова и во духот. Пазете, рече дека во католицизмот се однесува на православието. Многу добра дефиниција. Светиот дух е заменет со Богородица. И ние не зборуваме за свет дух дека е нешто посебно. Тоа е духот на Исус во твоето срце. Кога тој ќе дојде, духот, мене ќе ме прослави, не тихо, Исус. И ќе вика Ава, Оче. Нема да вика татко, Боже. Татко ќе вика. Татко. Кога тој ќе дојде. И се ќе ви објасни. Ќе ви даде сила.
Тој ќе ви даде сила. И тогаш ти нема да бидеш болен, нема да имаш 100 болести. Болестите се демони. Исус исцелува постојано. Зошто ние не исцелуваме, прашање? Затоа што го немаме Исус во срцето. А како да дојде Исус во срцето? Ето е тоа суштината. Како да бидеш крстен? И тие се крстат вака. Што се крсти тука? Движење на раката е физичко. Дури ни во умот мислат на нешто друго и во срцето. Пазете, да се крстиш. Што значи да се крстиш? Еве ја поуката која е слезена. Ова слегува под духот. Но сето тоа е од ова слово кое ни е нам дадено. А ова слово е горе во книгата на животот. Она со печатите во Откровение. Да се крстиш. Што значи да се крстиш? Со раката како католиците и православните? Што се крштава тука? Физичко дејство. Исус зборува за внатрешно обрезание. Да се крстиш како бебе, друг во твое име кумот ти отсекува косата. И гестот за глувите за крштевање е косата. Што косата? Самсон и Далила на Самсон му отсекува косата да изгуби силата. Или самиот по собствена жет за Исус да се крстиш. И сега и знам јас протестанти. Сака уште еднаш да се крсти. Да. А што е суштината? Да влезеш во водата, тоа е крштевањето. Ние го зборувавме тоа. Текстот, словото вели водна бања во словото. По духот. 1 Коринтијаните 10:2. Сите во Мојсеј се крстеа. Ете, како се крстеа во Мојсеј? Се оставија самите себе. Раскрстија со израелецот во робскиот Египет, тргнаа по Мојсеј, минаа низ морето, се отвори морето и ете се во пустината. Ние сме пак во пустината. И ти си во пустината. Ако стоиш на едно место и нема промена, и 40 години ги храни со мана, се мокне од татко, и ти е мрморат. Ке дојдеме до тоа. Во 5 стих се вели, 1 Коринтијаните 10:5, не беа по волјата Божја и изгинаа во пустината. Видите сега, вие сте во пустината и се занимавате со разни глупости, со важни фикс идеи, со приказни од деноминациите, со надворешно христијанство површинско, со цитати, со фусноти. Не беа по волјата Божја. 10 стих, мрмореа и загинаа од истребителот. Ете тоа е тоа што го зборуваш, нама вака. И сеќавам луѓе што се во потреба, се молиме и тоа истото, папара, прекинете Господине, човеку, синко, доста. Имам уште еден, само збори. Се молиме, ми се јаве, тешко ми е, ќе умрам, вака ми е, така ми е. Мене, приватно, би земал една Библија и поглава би го треснал. Но, духот е тој што води. И потоа се молиме. И повторувам, мрмори, нема кога мрмориш излез. Има жена што синот има проблем. Мрмори, ама дали, прекини, замолчи. Првата лекција, научи да молчиш во присуство. Сотрудник Исусов сака да во присуство на семокниот татко и Бог. Мрмореа, како се крстиш во Исуса и изгинаа од истребителот. Како? Со раката надворешно во водата рипаш. Бебето те капат, телото го капеш или душата. Во неговата крв се крстевме во неговата смрт. На крстот, тој умре. Ти доаѓаш на истото место. Треба да го направиш истото. Зошто ти е дадено тоа? Можете ли да се крстите со крштението? Вели Исус, крштевањето со кое се крштевав јас. Матеј 20:22. Исус не прашува, ги прашува апостолите, можете ли да се крстите со крштевањето со кое се крштеваше тој? Кој е? Па беше Син Божји. Слезе доле. Стана Син човечки. Го распнаа како Син човечки. Ги зема гревовите наши. И се врати. Се врати да биде Син Божји. Цар над царевите. Да умре како Син Божји, да биде Син човечки
пак да умре за сите нас и да воскресне. Го даде својот живот, душата своја даде. Кој ќе ја сочува душата своја, ќе ја загуби. Треба да ја дадеш душата. Да му ја дадеш на Исуса. Да ја вратиш во негова собственост, од себе кефален, автокефален. Врз него слегува духот и останува над него. Го Јован го имаме тоа за Исус. И оној што ќе крштева со Дух Свети и со оган. Јован 1:32-33. Понизете се пред Господа, пред Отецот, и тој ќе ве подигне. Покорете се пред Господа. Спротиставете се со тврда вера. Видете, молитвата не е разговор. Понизност, покорност, да се понизиш, да признаеш, да викаш, да молиш, да дојде во твоето срце да ти покаже како се победува со љубовта. Крштева со дух и со оган. Со дух крштева и со оган. Иако тој вели, ако некој не се роди од озгора, тоа значи од дух. Ако некој не се роди од вода и дух. Како вода? Па тоа е водна бања во Словото. Тоа е да се покаеш, во срцето да разбереш. И тие го немаат лоцирано протестанти. Господе вака, Господе вака. Не, Исусе, татко, ти си во моето срце. Помогни ми. Вие сте храм на Светиот Дух. Бидете свети. Пазете ја пораката. Оти јас сум свет. Ти треба да бидеш свет, да се осветиш, да се исчистиш, да почнеш да љубиш. Чувајте ги телата и душите чисти, скапо сте платени. А ти, што излегува од срцето човечко? Пази сега, демоните влегуваат во свињите. Ја знаете да слика. Имаат дозвола. Свињата се враќа во калта. Тоа е стариот начин. Ти што си сакаш? Во калта. Исус вели, урнете го овој храм и за 3 дни ќе го созидам. Мисли на своето тело. На телото телесно мисли. За да биде тело духовно, да биде храм на Светиот Дух. Не си свиња. Во дух треба да се крстиш. Не да се капеш во вода. Духот е сила, љубов, мудрост, знаење, сите дарови. Ви давам власт да газите на змии на скорпиот, како претходно си му ја дал власта во твојот живот. Дали можеме да се крстиме со Исусовото крстение, да се откажеш од себе си? Тој се откаже од Божјата природа и стана човек. Да се распнеме, раскрстиме самите со себе си, со стариот, телесен, блуден, свински, кучешки човек и да се родиме во духовен човек. Свињата се враќа во калта, песот на својата военица. Немам ништо против животните. Да се родиме во дух е крштение. Водна бања во Словото. Го кажував тоа. Можете да влегувате. Они само имитативно влегуваат во водата. Го примаш Исус за спасител, бам во водата го примам, да. Овде. Со очите не гледаат, со ушите не слушаат, со срцето да разберат. Ако е тоа толку лесно, толку луѓе се крстени, а ефектот е скоро нула. Те сакам, Господи Исусе Христе, да се родиме во дух е крштение, водна бања, осветување во Словото Исусово. Да се осветиш во Словото, значи да се распланти Словото, да почнеш да го живееш Словото, да го завртиш другиот образ, да го благословуваш непријателот твој, да го благословуваш оној што те колне, да го победуваш злото со добро, да ја имаш чашата на благослов што се прелева, жива река да тече од твојата утрва, љубовта која никогаш не престанува. Ако вие останете, значи, Исус живее во нас, освен ако сме недостојни. Недостојни, недостојуваш во Него. Си се враќаш во светот. Ако вие останете во моето Слово,
На вистина ќе бидете мои ученици, да останеш во неговото слово. Ви двајца, тројца знам, не беа утврдени во верата, малку подучени, малку протестантско, кај нас дошле, слушнале, научиле неколку стихови, се возгордеале. Знаењето возгордејува, духот ослободува. Крстен сум во духот, јас сум вака, спасен сум во Исус, вака, еднаш спасен за секогаш. Едни од мајка му го сврчка, други од политиката, третата, не знам, партнерот. Се вратија во вавилонските заедници. Знаете, ако останете во моите слова, треба да останеш во словото. Не да одиш во деноминација, во словото да одиш и во Исус. Он да биде во тебе. Ќе дојдеме со Отецот и сокровиште ќе направиме во твоето срце. Исус да направи сокровиште и огаш ти ќе имаш храм, живење во еден дух со него. Живење, дејство. А ти го имаш духот на овој свет и си тераш по своје. И мислиш дека си спасен. Не го примаме духот на овој свет, туку Исус го примаш. Исус е што да направам, помогни ми во срцето. Он да живее во нас и ти да живееш во ист дух. Со духот сум со вас, апостол Павле. Со нас е со духот. Освен ако сме недостојни, си тераме по своje. Вие и мојот дух се собирате. И така викаш, ќе предадеме некого на сатаната. Па тој е дел од сатанското ткиво, не му е местото овде. Самиот ќе избега. Се собирате вие и мојот дух. Без дух црквата е мртва. Тие се телесни и немаат дух. Сите оние што слават било што прават било што надворешно. А не умеат да љубат, нема отчитување, нема духовно живење надприродно. Кога ќе почне да расте духовниот човек, телесните закони нема да важат за вас. До степенот на нивото на претопувањето во Исусовата љубов по полната возраст. Тие се телесни и немаат дух. Во телесните луѓе живеат демоните. Болести, проклество, судбини, и тие не го разбираат духовното. Затоа е потребно некогаш исцелување, но по неговата волја, со неговата сила и негово водство, не ти самиот да се крстиш во дух. Значи да раскрстиш со себе стариот, да умре тој и да се родиш, воскрстиш во дух Исусов, во нов човек, духовен. Сите во Јован се покаја и се крстеа покајнички. Тие го викаат Јованово крштение. Тој во реката им покажуваше слика. Покајувањето е важно. Покајте се приближи Царството Небесно. Тада се покајат, тада ги исцелам, вели Исус. Крстение Исусово да го урнеш стариот храм, стариот телесен ти и да се изградиш во дух и Исуса. Нов духовен човек. Да те урне стариот храм. Исус да те урне. И Исус за 3 дни да те содзида во дух и вистина. Он е дзидарот во духот. Он крсти, лекува, учи. Он те води. Син Божје е оној кој го води Духот Божји. Ти си само сад, создание, храм за секојдневна или за свечена употреба, зависи колку ти е отворено срцето. Во неговите раце ти си глината, во рацете на грнчарот, и духовно си роден и раскрстен со гревот, кога ќе станеш сотрудник, ево овде што пишува, сотрудник Исусов, сотрудници чии имиња се запишани во книгата на животот. Не се радувајте што демоните ви се покоруваат. Значи, сакаш да работиш за Исуса Христа со сето своје срце, со сиот свој разум, со сета своја душа. Првин си роб, од роб на гревот, на сатаната, на тоа што сакаш ти да си правиш некои работи, во роб на неговата праведност. Потоа стануваш слуга, служиш. Христијанството подразбира активност во духот.
Потоа стануваш сотрудник, сакаш да работиш. Потоа стануваш сонаследник Божи, син Божи, кој го води Духот Божи, пријател Божи, исто така има категорија. Го правиш тоа од срце, уште понатаму, повисоко од сотрудник. Аврам го однесе Исак, го зема ножот. Бог му рече, отецот му рече, земи го, заколи го за жртва. И тој рече, ако тој ќе го воскресне, тој може да направи се, зошто да не го послушам самокниот отец? И се појави јарецот, пријател Божи. Тој знае што работи Господарот. Што работи, оди за загубената овца додека не ја најде. Тој е првиот и последниот, почеток и крај, алфа и омега. Цар над царевите, Господар над господарите, се е од него и за него создадено. Те сакам, Господе Исусе Христе. И се преку него се држи. Се преку него се држи. Инако се тоа ќе се распадне, го видов тоа во визија, се распадна овој свет како коцки, луѓето врескаа. Помош, зошто ни правиш вака? Сакаме дома, па дома се враќате во материја. Мојата дома е Божиот царство небесно без број. Те сакам, Господи Исусе Христе. Те сакам, Исусе, таму горе в небеса, царство Божјо ме чека. Таму одам, пругоре, Христе Боже, кај Тебе. Ете, тоа е важно. Каде одиш, брате и пријателе? Како се застанува пред Исус? Понизно, на колена. Прости ми, татко. Погрешив пред Тебе, пред небото. Молитвата е повторно враќање на загубениот однос татко и непослушен син. Да се вратиш во неговата љубов која никогаш не престанува. За секогаш Исус. Амин. До Божиот царство небесно. Амин. Да се свети името Твое и да дојде царството Твое и да биде волјата Твоја и не воведи во искушение, избави не од лукаваго. Сила и слава, како на небо, така на земја. Левот насушен, дај ни го денес и прости ни ги долговите. Исусе Христосе, ние сме Твои